На денешен ден, во 1600 година е роден англискиот крал Чарлс I Стюарт, чиј авторитарен стил на владење предизвикал граѓанска војна меѓу ројалистите и парламентарците. По победата на армијата на парламентот под водство на Оливер Кромвел, кралот бил осуден на смрт и погубен во 1649 година. На овој датум во 1711 година е роден рускиот научник, поет и академик Михаил Василиевич Ломоносов, светски познат енциклопедист, автор на првата руска граматика и основач на Московскиот универзитет во 1755 година. На денешен ден во 1809 година во битката кај Окана 30.000 војници на Наполеон победиле 50.000 шпанци, пошто Франција освоиле цела Андалузија, освен пристанишниот град Кадис. На овој датум во 1828 година на 31 годишна возраст од тифус умрел австрискиот композитор Франц Петер Шуберт, еден од најважните представници на музичкиот романтизам, со богат опус од 998 дела, вклучувајќи ги соло песните Убавата мелничарка и Зимско патување. На денешен ден во 1885 година во српско-бугарската војна српската армија била тешко поразена во битката кај Сливница. На овој датум во 1888 година е роден кубанскиот велемајстор Хозе Раул Капабланка, светски шаховски шампион од 1921 до 1927 година и еден од најдобрите шахисти на сите времиња. На денешен ден во 1916 година српските и руските единици ја ослободиле Битола од бугарската окупација во Првата светска војна. На овој датум во 1942 година советските трупи започнале моќен контранапад во Сталинград, опколувајќи ја германската 6-та и 4-та панцирска армија, што се покажало како пресвртна точка во Втората светска војна. На денешен ден во 1977 година египетскиот претседател Анвар Ел Садат пристигнал во Израел како прв арапски лидер на историската мировна мисија, предизвикувајќи остри протести од палестинците. На овој датум во 1984 година во Мексико Сити експлозија на газ и пожар однела 550 животи, а 4200 лица биле повредени. На денешен ден во 1990 година водачите на НАТО и Варшавскиот пакт потпишале договор за конвенционални сили во Европа, означувајќи крај на студената војна. На овој датум во 1996 година започнале протестите во Ниш, Србија, поради фалсификување на локалните избори кои траеле 3 месеци и ја принудиле владата на Слободан Милошевиќ да ги признае резултатите. На денешен ден во 2009 година белгискиот премиер Херман Ван Ромпој бил назначен за прв претседател на Европската унија. На овој датум во 2014 година умрел американскиот режисер Майк Николас, автор на филмови како Дипломецот и Кој се плаши од Вирџинија Вулф, добитник на Еми, Греми, Оскар и Тони.